всушност ние како општина имаме вложено во изминатиот период многу во тој поглед, така да преку МСИ имавме одобрено поставување на фотоволтаични панели, тоа на 3 јавни објекти, како што беа детска градинка 7 септември во Пехчево, основното училиште Ванчо Китанов Пехчево и спортската сала во Пехчево. Навистина самата заштита е од огромно значење за овие 3 јавни објекти под собственост на општина Пехчево. Исто така вложивме и во промена на вратниците во општинската зграда во Пехчево. Тоа исто така беше одобрено од средствата беа од генералниот секретаријат и сметам дека и со поставување, односно со поставување со промена на вратниците во општинската зграда исто така допринесе до енергетска ефикасност на самиот општински објект кој што е навистина во подмината фаза и сметам дека исто така со продажбата на и земјиште во делот на со промената во Е2 со изградба на фотоволтаици исто така вложуваме во тој поглед. Продадовме земјиште од 3 хектара, сега спремаме дополнителни земјишта во тој предел, во истиот предел, што се надевам дека во многу скоро време ќе оди и тој исто така на продажба, само да помине урбанизацијата во Е2 категорија, за да има можност да продадеме. Тука се работи веќе на околу 10 хектари, што сметам дека исто од особено значење во тој поглед. Вложуваме многу и ќе продолжиме исто така и во следниот период. Сите програми ги следиме за да можеме да вложиме максимално во нашата општина во тој поглед, за да имаме навистина да ги искористиме овие нови извори на енергија кои што се повеќе тренд во не само во нашава држава и во светот, зашто и владата вложува многу со субвенционирање и сметам дека навистина сме на добар потек и на добар пат за да можеме да вложиме максимално во тој дел заради енергетска ефикасност, а со тоа се разбира и за заштита на животната средина и за се што опфаќа тој дел. Навистина, како што спомна, во иднина ќе вложиме максимално и сметам дека и до сега многу вложивме во тој дел, ама нема да престанеме овде, ќе вложиме максимално за да имаме подобра и поздрава животна средина во нашава општина и во регионот.